Не сум в кревет. А ако не сум легната, значи дека не сонувам. Вистина слушам плачење на малечко. Каде? Од овде ќе да е плачењето на жалното. Ама каде е? Каде е? Не го гледам. Од овде ќе да доаѓа гласот на малечкото. Ама каде е? Еве го. Сирото малечко, кој ми те оставил тука само? Нема никој. Што да правам, Господи, сега? Каде да го носам? Што да правам? Кај се погодив јас да го најдам? И тие дома што ги имам не можам да ги избројам. Ке почекам овде, некој да помине што има пари. И што нема толку деца како јас. Таму ќе му биде поарно отколку кај нас. Нема никој. Не. Не можам да го слушам како плаче. Колку жално плаче сирото тоа. Како да го оставам? А ако не помина никој? А ако помина некој катил, како тој што го оставил и ако му направи нешто лошо? Не. Ќе го земам? Ќе го земам. Па што даде Господ? Господи, помилуј. Кај седум, таму и осум. Ајде, малечко. Ајде, малечко, да си одиме. Ајде. Што е ова што носиш? Ај, не прашувај, туку гледај. Дете. Леле. Абе, Леле. чекај домакина, чекај да ти кажам. Го најдов на патот, само оставено. Колку жално плачеше, па си помислив... И тебе те заболи душичката и си викаш, ајде ќе го донесам дома. Па кај ти е главата, Боржено, кај ти е памета? Па колку деца имаме, знаеш ли бе? Знаеш ли дека немат леп да јадат колку што им треба и колку што им бара душичката? Оф, леле, ти ли ке ми кажуваш колку ги имаме? Па јас ги носев и ги ранев. Многу убаво знам колку ги имаме. Чекај да те прашам нешто. Ти да го најдеше, ќе го оставеше таму? Молчиш? И ако го слушнеше колку тажно плаче и ако знаеше дека ќе умре од глад, кажи што ќе направеше домајкине? Ќе го оставеше ли таму? Не. Секако дека не. Ете, гледаш? И јас го направив истото што ќе го направеше и ти да го најдеш. Деца. Да видите што ви донесла мајка. Да не ни купи нешто од пазар. Што ни купи, татко? Дај да видам. Знам што ни купила. Шекер паре. Дај ни ги, мајко, дај ни ги. Ништо не ни купила. Ако имаше купено, ќе ни кажеше. Дојдете, деца, ви купив нешто благо. Купила, деца, купила. Купила уште едно гајле. Еве сум. Ајде, деца. Ајде да видите што ви донела мајка. Дете. Леле, колку е малечко. Да, Леле, колку е убаво. А од каде го најде мајко? Од каде го донесе? Го најдов на патот. И сега сакам да ве прашам нешто. Сакате ли да ви биде братче? Сакаме! Кога сте толку добри, навистина ќе ви купам нешто. Ама прво да одам кај комшиите да земам малку млекце за него, а потоа ќе ви донесам нешто и за вас. Една уста повеќе или помалку нема да не направи посиромашни отколку што сме, нели? А какво е, машко или женско? Машко е. Машко. А па треба да го крстиме. Како да го крстиме? А? Не знам.
Вистина не сум помислила на тоа. Како ќе го викаме, сине? Добро дојденко. Како? Добро дојден. Што убаво се сети. Кога ќе порасне, ќе му кажеме дека сме го нашле. Ама ќе му кажеме дека сме го примиле со радост и дека бил добре дојден кај нас. Така ли е, домаќине? Така е, никако е. Туку, добро дојден кој е гладен. Оди ти по млеко, а јас ќе се погрижам за деца. Арно велиш. Ајде, ќе појдам да земам лекци за него да го нараниме. Ајде, деца, се дојде. Опа. Те гледам, те слушам и не ми се верува. Си прибрала дете од покрај патот. Ниту знаеш чие, ни од каде е. Ама, многу ми падна жал на душата кога го слушнав како плача. Само оставено, гладно, па си мислев... Си го прибрала и кај мене дојде. Зошто не му даде од вашето млеко? Зашто немате? Немам ни јас за давање. Си требала да мислиш пред да го земеш. Арно. Прости што те побарав. Многу беше гладно, плачеше а ти си ми најблизу и мислев од тебе да побарам. Еве, нема повеќе да ме видиш. Како ќе го нахраниш? Ќе шеташ од куќа по куќа? Ти чувај се го твоето млеко, а јас не бери гајле за мене. Ајде, со здрави. И така, ако сакаш да ми дадеш малку млеко да го наранам. Гладно е, плаче. А знаеш дека немаме ниту овци, ниту крави, ниту кози. Па, си реков, ако имаш да ми дадеш малку за сега, јас после ќе му направам кашичка од брашненци и водичка. Да си жива и здрава, Морилено. Кога имаш толку добра душа. Како не ќе сум ти дала млекце за таа мала душичка. И тоа не само сега. Туку секој ден ќе ти оставам лекце за детето. Господ здравје да ти даде и на тебе и на твоите. Сега ќе ти донесам. Арно, ајде, ќе почекам. Ете така. Си го изедам лекцето, го избањав, го преповив и сега спие како ангел. Да ни е здраво и живо. И големо да расте. Сега види го ова. Ова што го гледаш, го најдов кога го преповивав за да го избањам. Увисеше околу вратчето. Злато. Ова е злато. И види колку е тешко. А ова е благороден камен. Ке да е? Ова е дете на некој богати. Добре дојденко ни донесе богатство. Ако го продадеме ова, ќе имаме млеко за нас и за него за цел живот. Како го најдов, така ќе го оставам на некое скришно место и никој нема да го допира. Оти, тоа си е негово и негово ќе си остане. Не знаеме денот кога ќе му притреба. И не сакам да чујам за никакво продавање. Ајде. Знаеш дека само така зборувам. Никогаш не сум посегнал по ничие туѓо. Колку и да сме сиромашни, не сме посакале ничие туѓо. Туку, ова земи сокри го децата. Деца ко деца не знаат, ќе го најдат, па ќе го загубат. Арно. Не бери гајле, ќе го сокријам. А кога ќе подпорасне, ќе му го ставам околу неговиот врат. Оти, шо знаеш? Може среќата му е во него? Добро дојденко. Добро дојденко. Дојде.
Се вратив, татко. Завршив работа и еве ги парите. Не. Овој пат ќе ти ги оставам тебе. Та голем си, синко. Треба да имаш некоја паричка за себе. Ако сакаш да си купиш нешто, да си ги чуваш, да се ги собираш, како ти душа милува, синко. Ти благодарам многу, татко. И да знаеш дека ќе си ги чувам. Да, и така ќе соберам многу пари и сетне ќе можам да купам нешто за сите, не само за мене. Добар си, синко, добар си, умен си ти. Тука ајде јас да одам во ковачница, ме чека работа. Арно, татко. Ајде после ќе дојдам и јас да ти поможам. Добро, оди касни нешто. А мајка каде е? А мајка, на вода отиде. Аха. Оди ти касни нешто, па после дојди. Арно, татко. Ај така. Добро утро. Добро утро и тебе, Лено. Леле, ти се враќаш од чешма, а јас дури сега одам. Многу работа имав по дома и не можев да стигнам порано. Денот е наш, кај сме се забрзале? Децата ни порасна, си ги фатија своите патишта да си ја најдат среќата, па не мора да брзаме, нели? Тебе барем добре дојден ко ти остане. А моите сите отидоа. А како е тој? Гледам, трча, работи, помага. Умно дете испадна. Умно. Како вчера да беше кога го најдов и кога ти побарав млеко. И ти ми даде. Само ти ми даде. И таа добрина нема никогаш да ти ја заборавам. Баш пред некој ден му кажував колку ваше млеко има испиено. Нека е жив и здрав, Лено, и голем да расте. Туку ајде јас да си одам на чешма, затоа што пладне ке ме фати. Муабетот нема крај. Ајде, јас имам работа. Ајде со здравје. Добар ден. Рекај најде во сред пустелија да ни се скрши тоа пусто тркало од кочијата. Не можам повеќе да одам, не можам, ме болат нозете. Тоа може само ковач да го направи. Не знам. А тука ковач не може да има. А ова момчево сега што помина? Не се сетивме да го прашам. Едно момче помина и него го испуштивме. А да истрчаш по него? Каде? Па по него да го прашаш. Тука си уште, а? Фала му на Бога, инако ќе требаше да трчам по тебе. Не заслушав како муабетите дека ви треба ковач. Да. Татко ми е ковач, затоа застанав. Да? Што късмет сме имале. Досега никого не сретнавме. Ти си првиот што го среќаваме и си син на ковач. Ако сакате, јас веднаш можам да отрчам и да го викнам татко ми. А вие ќе му кажете каде е кочијата. Не прашуваме дали сакаме, туку трче веднаш. Веднаш одам. За миг ќе се вратиме заедно со татко ми. Дуќано е тука на 2-3 чекори од местово. Веднаш одам. Ајде, трче, момче, трче. Колку умно и добро момче. И мило, многу мило. Имавме среќа што него го начекавме на патот. Белким ке не спасат од оваа пустелија. Белким ке не спасат. Значи, ваква бедотија досега немам виден. Ниту јас да ти кажам право. Ама, детено, кажа отидуќаноте на 2 чекори. Толку време помина, уште ги нема да дојдат. Не ги доаѓаат. Да. И ќе му дадам троа поиќе париот и ќе не спасат од оваа мака. Ама немој да се расфрлаш. Ајде да сега престани. Ама не претерувај. Добар ден, господјо. Добар ден, господине. Детево ми кажа, снимале некоја мака со кочијата, а? Каде е таа? Ќе мораме да се вратиме наназад. Кога доаѓав наваму, ми се чинеше дека сум дошол многу далеку. А сега со мајстор ми се чини дека многу близу. Убаво кажано. Туку
Синко, оди ти по алатот, земи го од ковачницата и однесе го споѓа дома кај нас. Да не стои вака на патот. Ајде, ајде. Ама немојте сега... Не, ве молам. Синко, значи, го споѓа да однесеш дома кај нас. Ако, ние ќе завршиме работа, потоа ќе се вратам по тебе и ќе си го фатиме патот. Да одам, а? Оди. Ајде. Чекај, момче, да те посватам да не падне. Мајко, Кажи, синко. мајко, Кажи. Простете, јас малку... простете, господјо, мајка ми е малку збунета. Не доаѓаат често вака луѓе кај нас како вас. Синко, Господјо, повелете седнете. Благодарам. Не треба, ќе постојам. Господјо, да не сгрешивме нешто. Не, туку го видов синџирчето што го носиш. Се гледа дека е скапо, а вие сте... а ние сме сиромашни. Ама немој да мислите дека сме го украле. Негово си е. Вистина е негова. Ние сме честни луѓе. Не грижете се. Не помислив ништо лошо. Туку, момче, ќе сакаш ли да го извадиш да го видам одблизу? Ај, синко, извади го, дај го. Откаде ви е ова? Откаде сте го купиле? Каде сте го нашле? Ако знам откаде е, ќе знам каде да барам. Ама зошто да бараш, господјо? Нема каде да бараш. Ова е од никаде. Ова си е негово. Ама каде сте го купиле? Ама ви кажав, ова не е од никаде. Ова е од тука, од неговиот врат. Синко, оди кај татко ти да му помогнеш. Добро, мајко. Ајде. Му кажавме дека е најдено дете, ама не сакав да чуе како и каде е најден. А го најдов на патот, само оставено, гладно, жално, плачеше кутрото и... Го најдовте? И ова му беше ставено околу вратчето. Го најдовте? Не е ваше дете? Наше? Како не е наше? Го најдовме, ама наше. Го одгледавме, си го сакаме, тој не сака. Имав 8 деца, а тој ни е 9-тото. Ама, ова е синџирчето што јас му го ставив околу вратот на мојот син. Кога го најде? Пред колку години? Па, пред 15 години, чинам. Дали ќе имаш околу годинка или ќе не... Мислам дека околу годинка. А зошто? Па, пред 15 години мене ми го украдоа детето. А околу вратот му го ставив ова синџирче. Каква катил душа можела тоа да го направи? Како може некој толку лоши работи да прави? Сега ќе ти кажам.
Тоа беше еден роднина на машми. Тој сакаше да го земе цело богатство. А јас, кога го родив син ми, требаше да го подели со него. Сите знаевме дека тој ми го има украдено детето, ама што можевме да направиме? Еден ден го оставивме кај дадилката. Кога се вративме по него, дадилката беше отепана, а детето го немаше. И еве сега. 15 години талкам по земјава со надеж дека ќе го најдам. И сега вие мислите, оти тоа е нашиот Добредојденко? Така го викате? Така го завикавме, оти сакавме да знае дека е Добредојден кај нас. Тој се вика Боријан. Вистина? Тоа име му го дадов. О, Боже! Ти благодарам за тоа што ни ја расипа кочијата. Ти благодарам што ни го испрати детето да не пречека. Ти благодарам за овие добри луѓе. И ти благодарам за тоа што ни го продале Синџирчево. Ти благодарам за се. Фала ти, Боже, што си ги најде таткото и мајката и што ќе си живее во богатство. Дојдовте, синко. Добар ден. Добар ден, добар ден. Тркалото е готово. Сега може да се оди. Ајде. Ке си одиме. Ама ке си одиме тројца. Што ти е тебе? Нешто си ми чудно. Кој тројца? Ајде сега седнете, па се ќе ви раскажам. Како ова што? Јас си кажав на господјата дека е најдено детето. Јас си кажав дека мене ми го украдо детето. Ова на Добредојденко наш. Јас сакам сега нешто да кажам. Знам дека таа добрина што ја направивте не се плаќа со пари. Ама сакам да ви оставам големо богатство. И јас сакам нешто да кажам. Јас сакам мајка и татко да дојдат со нас, заедно да се живееме. Не можам така лесно да се одделам од нив. Браво, бе, синко. Многу умна работа кажа. Туку јас сакам да кажам нешто. Нашата куќа секогаш ќе биде отворена за вас, како што вашата била отворена за него. Кој не сака убавина, тај ние. Ама да не оставите малку со другиве деца да се видиме, да се поздравиме, да им поделиме што имаме. И ќе си дојдеме после кај вас.